утрово на тема книга, колку читам и што најчесто читам. Зборуваме со Ксенија Маказлиева. Трајчева, Ксенија, добро утро, како сте утрово? Добро утро, поздрав до сите гледачи што одлучиле ова утро да го споделат со вашата програма. Се до 15 ноември, месец на книгата. Да, јас често се шегувам со децата кога по повод месецот на книгата нели се случуваат многу работилници, многу гостувања, се посветува посебно внимание на книгата и нејзиното значење и она стандардно прашање дека годината нели има 12 месеци, меѓутоа дали знаат дека постои уште еден месец кој што е скриен меѓу тие 12 месеци, дека всушност во годината има и 13 месеци. Тоа секогаш за нив е нели провокативно, нестварно, меѓутоа кога ќе кажеме дека месецот на книгата е сокриен меѓу 15 октомври и 15 ноември и тој е посебен месец во кој што навистина се дава посебно значење на книгата, тогаш почнуваат и разговорите на тема книга. Зошто треба да се чита, која возраст, за каква литература треба да консумира, дека читањето е нели прозорец кон светот, дека ни ги отвара сите врати, дека со книгата можеме секаде да патуваме и сето тоа секогаш во месецот на книгата убаво се спакува во сите училишта, во сите библиотеки, секаде каде што има и деца и возрастни. Во месецот на книгата се случуваат многу промоции, меѓутоа сите знаеме и треба да практикуваме дека книгата треба да биде наш сопатник, наш другар во текот на целата година, не само во нејзиниот 13-ти месец. Да, често зборуваме дека живееме во дигитална ера, меѓутоа социјалните медиуми никогаш не може да заменат длабочината, големината на книгата и убавиот пишан збор. Така е, значи пишувањето ќе постои, книгите ќе постојат, библиотеките ќе постојат, тоа силно верувам дека никогаш нема да исчезне и да излезе од мода, затоа што книгата е таа која што ја обликува личноста. Затоа и се предвидени и книги, лектири и во основно и во средно образование, нели онаа задолжителна литература, која што треба да ги поттикне децата понатаму да го откриваат светот на книжевноста на книгата и да сватат дека книгата треба да биде верен сопатник во текот на целиот нивен живот. Меѓутоа, како тоа да се направи? Тоа е можеби и клучното прашање, особено во оваа ера на дигитализација, особено во ова време на вештачка интелигенција, кога се случува и самата вештачка интелигенција да некој да се сокрие зад некој автор, но сето тоа е препознатливо затоа што искусните уредници, искусните писатели тоа лесно го препознаваат и затоа што вештачката интелигенција нема душата, ја нема моќта, го нема она искуство што го има писателот за да донесе нешто по патот на убаво пишаниот збор, за да направи книга, сликовница или што во било која друга форма која што ќе се понуди на читателот. Меѓутоа, возрастните треба да знаат дека љубовта кон читањето се развива од најмали нозе и дека е многу важно да се одбере соодветна книга според соодветната возраст. Утрово зборуваме со вас како автор. Имате напишано повеќе книги по широката јавност, оние кои што се занимаваат со оваа работа, особено децата ве познаваат навистина добро. Подготвувате ли нешто ново? Да, јас досега имам издадено 3 книги за деца, како што е познато, Спирко Немирко, Првачиња, Владко и дете Ета и Владко дете сладко и Борко Брзозборко. Тоа се книги кои што се, да речеме, го опишуваат современото обкружување на децата, блиски се до децата, меѓутоа тоа не значи дека не треба да се читаат и други жанрови. Значи секој автор или секој писател го пишува она што најдобро го знае и чувствува. Некој има поголема фантазија, па патува во еднината, некој го истражува минатото, па раскажува за минатото. Јас сум од тие автори кои што се фокусираат на сегашноста, на она што е сега и тука и се обидувам да бидам блиска до децата, имајќи во предвид дека постојано сум меѓу децата, веќе над 30 години сум во оваа дејност, работам како уредник на списанијата за деца Другарче и Росица и сето тоа ми овозможува подлабоко да нурнам
во детскиот свет и да се обидам да им се приближам. Љубовта кон читањето се развива и преку списанијата за деца. Тоа е првиот медиум на кој што децата им пристапуваат уште од најмала возраст и тука се запознаваат со авторските имиња, особено тие што се од нашето поднебје, со македонските автори, затоа што знаете кога пишувате за деца, особено за помала возраст, вие мора да почнете од она што нив директно ги обкружува, за полека да им ги откривате и другите светови кои што се и физички, меѓутоа и имагинативно далеку од нив. Токму затоа и оваа утро е првиот број на Росица за оваа година, која што е богата со авторски имиња, но и со илустратори. Секојаш треба да имаме во предвид дека за најмала возраст илустрацијата има пресудно значење, значи таа е она која што ќе го инспирира, ќе го мотивира, па и ќе го провоцира детето да открие што е она што е напишено покрај илустрацијата. И еве една Росица за најмали, за тие што се во предучилишна возраст, подаруваме ова утро, па ги очекуваме нивните впечатоци, затоа што Росица веќе 5-та деценија оваа година излегува од печат и може би не е списание, меѓутоа може слободно да го наречеме и како една сликовница во која што се понудени многу содржини. Она што е важно во современата литература за деца е интерактивниот пристап, особено кога децата се помали. Колку вие им понудите повеќе интеракција во самото четиво, толку повеќе ги мотивирате да читате, толку повеќе им ја будите љубопитноста и толку повеќе децата ја развиваат својата критичка мисла, но и желбата да прочитат нешто повеќе и плюс од она што им го давам. Синија, ви благодарам многу. Се надам дека ќе израдуваме некој наша другарче со Русица. Благодарам уште еднаш, се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам, посакувам убав, успешен, плоден месец на книгата. Во сите библиотеки, во сите училишта се случуваат дружби со автори, со деца со книгата, а посакувам тоа да биде во текот на целата година, не само овој месец. Поздрав и се најдобро. Благодарам уште еднаш.